Председателот Дашчевски дојде, затоа што од утрово е на активности на терен заедно со другите луѓе од Државната изборна комисија. Значи, ситно броиме до избори 7 поред од 96 година наваму. Важно е кој ќе дојде на местото градоначалник, ќе седне во градоначалничката фотеја, но исто така е важно како тоа ќе го направи. Тоа е важно и за граѓаните, за целиот изборен процес. Затоа што во секој случај тоа не треба да се свати како една гладиаторска борба на живот или смрт, туку нешто што ќе понуди поголем квалитет за граѓаните, за нивните локални потреби. Многумина што не се инволвирани во изборниот процес и граѓаните немаат ни представа што се случува пред да се отвори гласачкото место. Значи, Државната изборна комисија има бекстејдж во кој што работи нешто што ние другите не знаеме што работат. Докаде се подготовките, што уште има да се сработи, го прашува мојот соговорник, председателот на ДИК Дашчевски. Да, значи добар ден. Благодарам за поканата за гостување во вашата емисија и поздрав до вашите гледачи. Значи, има многу активности и вака кога се гледа од надвор, тоа делува како да е едноставно, меѓутоа е многу комплицирано. Ние секогаш земаме по стотина луѓе помошно тело и повеќе за да ни помагаат, бидејќи не можеме да изведеме таа огромна операција сами. Сега овие избори, како што знаете, се рекорд од осамостојувањето на Република Македонија до денес. Има највеќе листи, највеќе кандидати. Бога ми големо ширенило има во политичкото милје сега. Да, и сега имаме околу 165 листи, 125 потврдени, а плюс има коалиции кои идат на една листа со една партија, на друга со друга и така натаму. Така што вкупно има 165. И поради тоа вчера, како што слушнавте во печатницата во Битола, тоа е еден од потешките чекори. И вчера го работевме. Тоа подразбира и еден сериозен габарит физички, не само интелектуален. Не само тоа, него мора внимателност голема. 60 тони хартија треба да се сместа. 45 милиони ливчиња. 45 милиони. И тоа све треба да биде под личе изброено и предадено, бидејќи едно ако фали може да се створат проблеми на терен. И тоа го работевме вчера од сабајле од 5 сат па до навечер до 12. Некој заврши порано, некој покасно, зависи регионот кај му е. Додека се сместат, по транспорт се однесе до секој гласачко место. Така што денеска сме преморени, а веќе почна носењето на овие уреди за биометриска идентификација на гласачите, кај нас попознати како фингерпринт апарати. Уморени, ма чекајте, до прво почнува вашето време. За нас почнува многу силно темпо од сега, бидејќи утре е денот на гласање на болни и немојни лица, затвореници, на лица болни од ковид, и не доаѓаат неколку делегации опсе од Литванија, мислам од Босна и Херцеговина. Не знам во меѓувреме дали некој друг се е пријавил, кои треба да ги пречекаме, да направиме заеднички состанок и така натаму. Ајде да се потсетиме колкава беше таа бројка на набљудувачи од страна и преку новинари што ќе не следат. Преку 1000, меѓутоа денеска имаме исто мала конференција на која ќе и другите што побарале после истекот на рокот ќе има овозможиме да набљудуваат, бидејќи нели целта е на целиот процес е транспарентност. IT подготовката? Да, IT подготовката е тука, може да сте виделе во сала, сега ги подигаат решенијата. За секој случај, бидејќи сфативме дека е краток периодот за обуки, направивме уште една обука на тие што ќе ракуваат со убик апаратите и имаме ангажирано 320 лица кои ќе бидат сместени по општински изборни единици, комисии, за да, ако има потреба, да интервенираат, да одат на терен, на лице место, да помогнат или евентуално телефонски да се слушнат, што е, ако може веднаш во момент да се реши проблемот. Тоа се 320 и компанијата која ни помага ангажираше уште 80 лица и имаме 2 кол центра. Броеви да се дадени на тие што ќе ракуваат, значи и на избирачките одбори. Значи цел ден во тек на денот може да се јавуваат и да прашуваат, бидејќи голем број од проблемите може да се решат телефонски. Каде да се стисне, што да се стисне. И во едниот кол центар има 90 луѓе кои работат на линиите. Значи 90 луѓе ќе се јавуваат и ќе
интервенираат што треба да се направи, како треба. Ама факторот изненадување не треба да се заборави, мора да имате и план Б. План Б секогаш имаме ние и тој план Б денеска треба да го утврдиме. Значи ќе направиме распоред во зависност од одлучувачите наши и од компанијата, ќе ни дадат распоред каде се слабите точки. Така што таму каде што најлоши резултати покажале овие што треба да ракуваат со апаратите, лицата за подршка ќе одат веднаш пред отварањето на избирачкото место, кога ќе се внесе опремата, за да веднаш му помогнат на лицето што управува со апаратот да го вклучи. И така по степен на ризик, таму каде што покажале најдобри резултати, ќе седат во општинската изборна комисија за секој случај и така ќе се работи во текот на денот. Исто така, нели имаме места каде што околу 30 места каде што немаше штекер или нешто електрична енергија, тоа е инсталирано во меѓувреме и за тие места што се ризични имаме тие беа као подарок 100 чарџери полни со струја кои ќе се однесат на лице место и со нив ќе се полни уредот бидејќи батериите работат 12 часа. За евентуално ако снема струја или нешто, батериите се истрошат. Добро, овие се технички моменти кои што се многу важни за седмата сила, па и за учесниците во изборниот процес, кандидатите, но помалку се важни за гледачите, односно за гласачите. Нив им е многу битно, на сите ни е многу битно изборите да бидат како што доликува фер демократски стокмени. И сите очи ќе бидат вперени во ДИК. И со прстот ќе се покажува во ДИК. Точно. Значи, без разлика што имаме надеж за избори фер и демократски, вие мора, како Државна изборна комисија која ги спроведува изборите, да имате, да сте екипирани како ќе постапите ако се случи нешто што не треба да се случува во изборниот процес. Имате организирано, екипираност, колку брзо можете вие, да речеме, да се реагира ако во некој во избирачко место се случи куршумс или има гласање нерегуларно, или пак некои од членовите што се во избирачките места се идентификуваат постапки кои што не одговараат на Па не, ние пред сенери како ДИК мора да постапуваме согласно со законот, изборниот законник. И така и ќе се постапува, ако нешто се случува нерегуларно, се имаат сите право на приговор. Прво имаат право тие што се на лице место набљудувачи, да го или членови на избирачкиот одбор, да го запишат тоа во дневникот за денот на изборите, на гласањето. Потоа може да поднесат приговор, на крај тоа што е запишано во дневникот се внесува во записникот број 16 и се носи во општинската комисија. Ние дури утре дента ќе одлучуваме по преговорите и на секаде каде што било нерегуларно гласањето ќе се поништи. Сега е барем полесно. Ако јас како гласач со овие апарати утврдам дека ми е узурпирано моето право, гласачко тогаш ја имам право во рок од 12 часа да поберам, односно да очекувам одговор, одлука од Државната изборна комисија. Тоа ќе си бидеме ние цел ден тука и цела ноќ. Затоа што после треба да ги чекаме приговорите од општинските изборни комисии после 12 часа, кога ќе се преброи тоа, нели у 7 часот навечер се затвора избирачкото место, се бројат гласовите и после тоа се носат у општинска. Па таму се предаваат на општинската и после тоа општинската ги носи. Така што тоа ќе трае и ќе се случува онака како што е предвидено во законот. Значи приговор кој не е задоволен од одлуката до управен суд, некаде до среда тоа треба да се заврши и после треба да почне организацијата на вториот круг нормално. Ние знаеме од тие што следиме во ДИК со години наназад, од 96 година сега, како работел ДИК и колку предначал, односно каскал позади резултатите од изборните штабови. Да се разбереме, изборните штабови уште вечерта, непосредно по затворањето на гласачките кутии, веќе ќе излезат со своји резултати од кандидати и така. Некако Државната изборна комисија, знам дека според изборниот законник, таа треба да е посериозна, па дури и потрома заради сигурност на тоа што ќе го објави. Меѓутоа, дали нешто се прави, барем малку во чекор со времето да се фати, сепак да ја нема таа голема разлика меѓу резултатите од изборните штабови и резултатите првичните од ДИК. Па во принцип, нели 2006 почна тоа електронско објавување на резултатите и
излезноста во текот на денот и првичните и неофицијални резултати. Јас тогаш бев член на ДИК, така што знам дека тогаш почна и тоа се разви после автоматски да се прави. Меѓутоа, знаете дека минатата година имаше хакерски напад, кај нас такво нешто не се случило во таква институција, сега се случи во статистика, се случува во многу државни органи, бидејќи тоа стана зачестено, тие хакерски напади. Така што оваа година ја земавме истата компанија која повеќе пати тоа успешно го изведувала и ни гарантираше пред се безбедност, дека нема да падне системот, односно да падне апликацијата. Тоа ќе значи со отпечатоците со прст, ако нешто се... Не, тоа е друго, тоа е со отпечатоците на прст. Јасно ми е, меѓутоа ефикасноста и брзото делување, веројатно и тука ќе го запазите ако нешто почне да иде... Па не, тука може би тоа малку ќе успори, бидејќи сега тоа го дуплира процесот. Значи сега треба и тие таму да се усогласат со овие од кутијата. Нели? Малку како дупла работа е. И може би нема да биде истата вечер, бидејќи треба да се донесат тука, да се споредат и така натаму. Тоа е едно. Друго, Македонија, да не се случише она со апликацијата минатата година, е земја во која најбрзо стигале резултатите во регионот, секаде треба повеќе време. На Косово, дури бидејќи нели они отворени листи, имат подолго време ги бројат, се чека и по месец дена за резултати. Добро, сега, ајде, можеме да се поредиме и со други држави, кај што тоа и побрзо е, ама нема да одиме тоа. Ја и немав амбиции дека во овој разговор сега блиц толку многу ќе разговараме, ќе дебатираме, затоа што вашата работа сега допрва престои и сите очи ќе бидат вперени во Државната изборна комисија. Вие ќе ни бидете гостини во неделник, одма, значи, штом ќе завршат изборите и некои првични изборни резултати. Ви благодарам сега. Тоа беше за нашиот утрински брифинг утрово. Председателот на Државната изборна комисија останува на работа. Утре е прв ден од изборниот молк и потоа тие се на потек.